Кратка порака број 2. Овој пат за семејниот живот, каков треба да биде. Од Новиот Завет се разбира повторно каква е мислата, каква е замислата на Бог, кој ни открива преку апостолите. Како треба да изгледа односот меѓу мажот, жената и децата во Господа. Исто така во Ефесијаните 5 глава и дел од 6. Покорувајте се еден на друг во страхопочит Божји. Вие жените, покорувајте им се на мажите своји, како на Господ. Зашто мажот е глава на жената, како што е и Христос глава на црквата, и тој е спасител на телото. Па како што црквата му се покорува на Христос, така и жените да им се покоруваат на своите мажи во се. Вие мажите сакајте ги жените своји како што Христос ја засака црквата и се предаде себе за неа, за да ја освети, очистувајќи ја со водна бања преку Словото, та да ја представи пред себе како славна црква, која нема осквернување или порок или нешто слично, туку да биде света и непорочна. И така мажите се должни да ги сакаат жените своји, како што ги сакаат своите тела. Зашто кој ја сака жената своја, тој се сака и самиот себе си. Зашто никој никогаш не го намрзил телото свое, туку го храни и го стоплува, како и Господ црквата, бидејќи ние сме делови на неговото тело, од неговото тело и коските негови. Поради тоа, човекот ќе го остави својот татко и мајката своја и ќе се приврзе кон жената своја, та обајцата ќе бидат едно тело. Оваа тајна е голема, но јас ви зборувам за Христос и за црквата. И така, секој од вас да си ја сака жената своја, како што се сака самиот себе, а жената да го почитува мажот свој. Вие, деца, бидете им послушни на родителите своји, во името на Господ, зашто тоа е праведно. Почитувај ги својот татко и својата мајка. Тоа е првата заповед со ветување, за да ти биде добро и да живееш долго на земјата. И вие, татковците, не дразнете ги децата своји, туку подигнувајте ги во воспитанието и науката на Господ. Амин.